Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Во вечерашнава наша емисија покрај убавата македонска музика со рубриките Верували или не, односно вистински настани како преданија, потоа со уште една приказна за нашите најмлади слушатели, но и од историјата на Македонија, каде ќе дадеме прилог за охридскиот војвода Методија Пачев, за да на крај завршиме со песна од мојата поезија. В недела е празникот Свети Наум Охридски, кога на самиот ден ќе дадеме и прилог за чудата на Свети Наум. Па нека ни е на помош, а вие имајте пријатна разонода. Свири мајсторе, нешто за срце. Ова вечер до сабајле да умпуваме. Ајде мајсторе, лудо нека е. Овој чумбуз да се памти, да ни остане. Опа, 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 и да не свири силно е. Распали
развесели ме. Во продолжение со детското катче. Драги дечиња, здраво! Еве и овој петок повторно сме со вас да ви приредиме една убава приказна за големата мајка. Како што знаеме, мајката е најсилна, најсакана на светот. Токму за тоа ни кажува и нашата покојна Ангелина Маркус. Еве што кажува. Тајната на создавањето на човекот трае. Се вели дека се родил, го родила мајка, врвот на совршенството, човечкото суштество, раководено од природен инстинкт, да знае, да дише и да цица. Се друго се стекнува, се учи, се усовршува. Мајката го пренесува искуството на потомството. Мајката Божица, прамајка, природата, Ева од рајот и секоја мајка ја носи тајната на животот. Не можеме да кажеме точно кога започнал животот на човекот. Разни митолошки и разни ритуални докази ја зголемуваат хипотетичноста, односно би рекла можно, но несигурно. Со една биолошка нога стои во животинското царство, а со другата чекори во свесноста, во свесната зона на уметничко и научно твориштво. Се покорува на законите на природата и свесно интервенира, создавајќи нови сваќања за себе и светот од земјата до космосот. Некои појави милион години не се променуваат, например, раѓањето и улогата на мајката. На тлото на Македонија под земја останале разни докази за животот на луѓето, со кои се побива предпоставката за дивите луѓе што скитале наметнати со кожи, со долги коси и стапови во раце. Неолитските ископнини на куќи, на огништата, орадија и стотици глинени статуи на жени ни раскажуваат поубава приказка за култ кон мајката што раѓа. Тоа се неолитски дами на големата мајка од Македонија, пронајдена во село Породин Битолско, божица на домот и родот и господар на животот, жена извајана од глина седната на покрив со нацртано сонце, накитена со бисери, белекзии, прстени, плетенки и патец на челото како израз на симетрија и равнотежа на материјалното и духовно, од основа го менува сваќањето на жената како диво животно. Во Музеот на Македонија има постојана изложба на галерија на тие женски ликови, наоружени со убавина, моќни владетели на домот, на фамилијата и продолжувањето на животот со раѓање. Тоа се истите жени во мермерни статуи на музите или самовилите, богинките Артемида, Тиха, Афродита, Хера, кои што чувале вечна стража со убавина на големата мајка пред храмовите, палатите и театрите низ Македонија во сите царски градови. Така ги ископуваме наредени во колони и ги споредуваме со сегашните живи мајки и некогашни славни лица на жени од Македонија. Тоа се царици и богородици што раѓале божествени македонци. Евридејка го родила Филип II,
македонски: Олимпија Александра, Лета Аполона, Тетида Ахила, Роксана Тесалоника или Салоника, Клеопатра родила 5 деца: мајката Божија Марија, царицата Елена, Теодора Ана, Комнен, Евросима, султана мајката на Гоце Делчев, мајките на комитите, преродбениците, партизаните, бранителите, се мајки на македонци што ја создали историјата и славата на Македонија, на народот што го одржува култот на големата мајка како култ на раѓање за долгиот опстанок на човекот и човештвото. Значи, мајката раѓа и затоа толку се почитува во Македонија во безброј светилишта од почетокот на светот па се до ден денеска, вели Ангелина Маркус. А сега за пријатна вечер и добра ноќ со една убава детска песна. Цвет, кој е зборот најличен во целиот свет? Сонцето со векови не топли и грее, а звездата на вечер чудни зраци лее. Секој цвет е волшебен со чудесни бои и сонцето пред него восхитено стои. Кој е зборот најубав? Сонце, звезда, цвет. Кој е зборот најличен во целиот свет? Нови велам од срце, тука не сум сама. Зборот убав, најубав, на светот е мама. Нови велам од срце, тука не сум сама. Зборот убав, најубав, на светот е мама. Мама, мама. Мама, мама. Кој е зборот најубав? Сонце, звезда, цвет. Кој е зборот најличен во целиот свет? Сонцето со векови не топли и грее, а звездата на вечер чудни зраци лее. Секој цвет е волшебен со чудесни бои и сонцето пред него восхитено стои. Кој е зборот најубав? Сонце, звезда, цвет. Кој е зборот најличен во целиот свет? Нови велам од срце, тука не сум сама. Зборот убав, најубав, на светот е мама. Нови велам од срце, тука не сум сама. Зборот убав, најубав, на светот е мама. Нови велам од срце, тука не сум сама. Зборот убав, најубав, на светот е мама. Нови велам од срце, тука не сум сама. Зборот убав, најубав, на светот е мама. Мама, мама. Мама, мама. И во вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, ќе се задржиме со рубриката Верували или не, или вистински настани дадени како преданија. Вечерва ќе зборуваме за покојниот Димче Ристевски, исто од Велгошти. Овој пат со чудото на Света Петка, а во нашите наредни емисии ќе дадеме исто поинтересна, да ја наречам приказна за чудата на Света Петка, а потоа и за Свети Илија. Како дете кој останал сираче Димче Ристевски без мајка, дошло време да се ожени, за да потоа да си изгради нова куќа со фамилијата. Бидејќи бил сиромав и немал материјал за да ја гради куќата, па решил да земе од местото на манастирот Света Петка камења, за да со магарето што го имал ги носи на локацијата каде што ќе ја градел куќата. Неколку пати со магарето носел од камењата кои самиот тој ги кршел. Но што се случи? Како што повторно почнал да крши камења,
Над него еден голем камен тежок околу 50 килограми се растркалал и право кај него му ја потиснал ногата. Димче бил сам и не можел нити да го подигне тештиот камен, нити пак некој врвел за да го види Димчета Ристевски. Тогаш тој се обратил до Света Петка и рекол: Света Петко, прости ми што земам од камењата што се на твое место. Знаеш, јас сум сиромав, а затоа ја направив ова грешка без претходно да те замолам. Во тој момент, некој како да го тргнал каменот и Димче Ристевски си дошол дома, велики претходно: сполајти тебе, Света Петко, здрав и жив. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи, било со донација, реклама, честитки слично, да продолжи да се емитува и понатаму овој радиочас и да биде дел од вас. А за да биде исто дел од вас, радиопрограмата на Глас од Македонија, приклучете се со ваши идеи, со обичаи, преданија, песни и така натаму. Да се вратиме со мислите во вашите родни места, на годините поминати таму, кога на Великден на сред село го виевте македонското оро, на Ѓурѓовден кога со црвено јајце на нишалка се нишавте, на свадба кога на венчавка невеста носевте. Што значи, радиочасот Глас од Македонија, кој припаѓа на сите вас, драги мои македонци, ќе зборува и пее доколку и вие помогнете. Ќе зборува и пее доколку сакате да кажете онака како што вашата мајка ве научила да зборува. Но исто можете и да се рекламирате доколку се јавите на 647-780-6549. Понудете ја вашата идеја за да зборуваме и пееме како брајка и сестри од сите делови на Македонија: Вардар, Пирин, Егеј,
и мала преспа. Само заедно секогаш ќе бидеме посилни. Фирмата Недан Тимот Рилистет, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргидж доколку ви е потребен. Целосен сервис го прави овој тим. Затоа за реновирање, лисинг, купување или продавање на вашиот неподвижен имот, препуштете го на Недан Тимот. Телефонирајте до Васко Недановски на телефон 647-333-9628 или 905-877-8262. Местото и градот на марката Volkswagen е едно. Тоа е на 7997 Кенеди Роуд и Хајве 407. Дали сакате да купите ауто од марката Volkswagen или лисате, или пак ви треба поправка на вашата кола, или пак некој дел, тоа можете да го препуштите кај нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и за гарантиран низ целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена за гарантиран сервис на Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335.
Од историјата на Македонија вечерва ќе се задржиме за Методија Патчев од Охрид. Во 1875 година од родители Јаким и Марија Патчеви, меѓу четворицата синови и една ќерка, се родил во Охрид Методија Патчев. Во денешно време кажано 8-годишно училиште завршил во својот роден град, но поради сиромашните родители, каде татко му бил рибар, а мајка му домајкинка, иако мечтаел да биде школован, сепак тој одлучил да биде како посетител на неделното училиште, а интересот негов бил голем, зашто повеќето од учителите биле од револуционерната организација, како и со програмата на ВМРО за ослободување на Македонија. Но морал да оди во Пловдив и да работи како чирак кај еден нивни сограѓанин од Охрид Јонче, кој работел кожарски занает. По 6 до 8 месеци во Пловдив, Методија Патчев решил да се врати во неговиот роден град, каде се вработил како учител, но со мисла за организацијата ВМРО и слобода на Македонија. Кога заштедил малку пари, заминал во Солун, а оттаму во Софија, мислејќи дека ќе добие потребна парична помош за да се школува, но попусто. Во Самаков, денешна Бугарија, почнал да посетува специјално училиште, каде ги изучувале сите занаети, но истовремено работел со македонците таму на револуционерниот кружок, каде станал многу активен, зашто бил и посетуван од раководителите на ВМРО, а од време на време и од Гоце Делчев, како и други војводи. По формирањето на ВМРО во Солун, една година потоа, во 1894 година, се формирала Охридската револуционерна организација во која влегле Христо Узунов, Методија Патчев, Кирил Прличев, Лука Грубче, Климе Заре, Атанас Каневче и други, сите од Охрид. Се колнам во верата, совеста и честа, Се колнам во верата, совеста и честа, дека ќе работам за ослободување на Македонија и Одринско, дека ќе работам за ослободување на Македонија и Одринско, со сите своји сили и средства, и дека никогаш не ќе ги предадам тајните на револуционерното дело, и дека никогаш не ќе ги предадам тајните на револуционерното дело. а во случај ако го направам тоа, А во случај ако го направам тоа, да бидам убиен со овој револвер да бидам убиен со овој револвер и оваа кама што ги бакнувам. и оваа кама што ги бакнувам. Амин. Смрт или слобода за Македонија. Сега сте наши, за да бидете своји. И чекајте Абер, кога и на кој војвода да му се придружите. И запомнете кој ве покрстил во Комити. Лично војводата Христо Узунов. Вака покрстени, како одново родени, оти браќа мои, пропаст и помор му се заканува на македонското население. А сега, секој подома и катанец на устата. А ние, брат Методија, да вечераме скромно и на спиење. Да, утре не чекаат 3 села. Едното е планинско гнездо. А и нашава идеја веќе фаќа зрно. А и борбата се разгорува. Мене малку ме сопнува оваа попскава мантија. Ама ако. И револуционерот еден вид поп. Само што Господа не го бара по небото, туку во себе. Узунов и Патчев многу придонесле за масовноста на револуционерното движење во Охрид и Охридско, каде пред Евангелие со крст и кама новите членови земале заклетва, а облечен едниот како свештеник, а другиот како клисар, за да не ги препознаат турците со котлето со света вода, оделе и собирале пари по селата и градовите за помош на организацијата. Првата акција на организацијата во Охрид е во 1898 година, убиството на турскиот шпион Димитар Грдан, а го извршил Методија Патче, кој во центарот на Охрид го застрелал, а планот го направил заедно со Христо Узунов и Кирил Прличев, инаку комшии, кои потоа биле уапсени од турската власт. Патчев бил осуден на 15 години затвор и однесен во Битолскиот затвор, но бидејќи немало сведоци за убиството, во 1901 година го амнестираа и бил ослободен. Тогаш тој е назначен за учител во Прилеп,
но откако му било забрането од турците да учителствува, тој преминува во илегала во четата на Марко Лерински, а потоа е назначен за војвода во 1901 година, каде собира чета од Прилепскиот регион за многу кусо време. Меѓутоа на Благоец во 1902 година дошол со 6 соборци во Прилепското село Кадино село за да покрсти нови членови на организацијата кои биле сместени во старата кула, а народот во тоа време биле на богослужба во црквата. Околу Пладне дошле 500 вооружени турски војници и од сите страни ги опколиле. Започнала нерамноправна јуначка војна која траела до наредниот ден, се до моментот кога веќе четата немала муниција. Турците побарале да се предаде Патче и неговата чета, а тие место предавство со песна на македонската револуционерна организација и со последниот куршум се самоубиле. Најпрво ги убил комитите, а потоа самиот Методија Патчев се убил самиот себе. По престанокот на покотниците дошле во кулата турците, каде гледката била и потресна и величенствена, а командантот Нијази Бек, покажувајќи кон положените мртви тела на комитите, извикал: "Ова се херои, гледајте како се борија за својата идеја, сами се убија", и наредил да ги извадат капите и сите турски аскери да му оддадат почит, а потоа селаните ги закопале овие македонски комити херои во селските гробишта на црквата Света Богородица. Немаме муниција, војводо. Останавме колку комити, толку куршуми. А надвор глева од аскер и коњаница. За тој час си ве спремав јуначиште. Ние самите одлучиме, војводо. Ти сите да не убиеш. И на крајот сам да си пресудиш. Арсо Цветков. Те испракјам на подобро место. Во нашава заклетва нема место за бело знаме, Стефане. И на небо ќе сме побратими. Их бре, Рафаел мој. И вака се гине за Македонија. Ѓорги, од Емир Хисар. Брате, белки внуците ќе не видат сонце. Гост, од село Долгаец. Кратко проживеа, но со главата горе. Запрете се огнот! Ако е тоа што мислам, живи нема да се предадат. Амен, Боже. Кога не ни даде подобар избор. Да те бацам Македонија. Сите се самоубиле, Чаушефенди. Горе е по Снопица. 22 часа ни даваат отпор. Кој од тепа, а кој ранија 60 наши војници. И на крајот сами со свој куршум си пресудија. Јас сум војник. За нивното херојство ќе речам ашкол сум. И браво за героите. Ова не е долично однесување, Чаушефенди. Сузбре! Зар вака ќе им искажуваш почит на душманите? Сузбре, гнидо!
Mirno! Пушките! Горе! Огън! Од рубриката Жена, мајка и дом. Во вечерашната наша емисија, почитувани слушатели, ќе ве запознаеме со важноста на зелката. Сега, кога е времето на пости, се разбира оние кои постат, едно од примарните јадења на која има голема лековита моќ е зелката.
Зелката го лечи ракот, црниот дроб, ја обновува неговата слузокожа, ја намалува настинката, ги чисти маснотиите, го јакне имунитетот. Ова лековито растение ги содржи речиси сите витамини, меѓу кои големо значење играат витамините С, Б, К, Е и исто така и многу минерали. Значи, без разлика дали свежа или кисела зелка, таа навистина игра голема улога за нас. Расолницата, ако пиете по една чаша утрото нагладно, ги чисти крвните садови, а исто така и дебелото црево. Пресната или свежата зелка ги содржи во голема количина калциумот и фосфорот, како и провитамините. А кој оди сето тоа во црниот дроб и маснотиите се губат. Препорачливо е да се јаде на секој оброк салата од зелка. Инаку листот од зелката помага за вените и за реуматизам. За вените што правите? Го завиткувате местото каде што имате проширени вени со лист од свежа зелка, а потоа со крпа и ја држите на местото додека не се исуши. Така неизменично правите додека не го добиете резултатот што го сакате. За реуматизам се сучи лист од свежа зелка, а можете и да го испеглате, а исто како и предходниот совет што ви го дадов, го ставате листот на местото каде што ја осеќате болката. Ете, тоа беше од рубриката Жена, мајка и дом.
ipak sam na Gospoda, nazad da se vratite, majka da iskratite, nazad da se vratite, majka da Последните минути да ги искористиме со една од песните на мојата поезија. Ако го видиш цвеќето миризливо, сопоен мирис и цуд, оди, помирисај го и сети се на твоето родно село. Сети се кога разиграно танцуваше по природата на ливадите, трчајќи со твоите другарчиња. Ако видиш карпа камен, седни и сети се како ги газеше височините на твојата планина, спремен како птица да полета. Ако сонцето ги пушта силно зраците за да те погали, пак сети се на житните полиња каде се криеше во пченките и класјето на жито. За миг, да, само за миг присети се на тие детски години поминати таму, па макар и со воздишка посакај, вечна да си Македонијо. Од далечна земја песна ти пеам, поздрав ти праќам, Македонијо. Поздрав ти праќам, моја родино, поздрав ти праќам, татковино. Од далечна земја песна ти пеам и твоите чеда ги веселам. Од далечна земја песна ти пеам и твоите чеда ги веселам. Со црвено вино наздравувам, од срце со песна те поздравувам, пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Со црвено вино наздравувам, од срце со песна те поздравувам, пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Животот тука ме донесе, со солзи ги пеам песните. Вечна да бидеш ко сонцето златно, вечна да си Македонијо. Вечна да бидеш ко сонцето златно, вечна да си Македонијо. Со црвено вино наздравувам, од срце со песна те поздравувам, пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Со црвено вино наздравувам, од срце со песна те поздравувам, пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Со песна те поздравувам, пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Со црвено
пред самиот крај да спомнам дека неделната емисија на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscriber на самата слика одесно. Со тоа ја давате и вашата поддршка за ова радиопрограма која е и бесплатно. Во дланката пак на радиочасот Глас од Македонија, вашите имиња, вашите бизниси, вашите дела, таленти, нека се распростренат меѓу нашите сонародници во светот, а тоа ви го нуди вашата радиопрограма Глас од Македонија. Контактирајте не на Вибер на 647-780-6549 или на имейл dbelchevski@yahoo.ca или пак можете и на Facebook под Драгица Лапајковска-Белчевска. И како што гледате, тоа беше се за вечерашнава наша емисија. Со посебна благодарност за вашето ценето внимание, слушајте не в недела, вие што сте во Торонто и околината, на CMR на 101.3 FM или можете и на YouTube да се јавите, односно на вебсайт, каде во рубриката профил ќе го дадеме ликот на нашиот сонародник Љубил Зуновски, но затоа пак не заборавете идниот петок од 8 часот навечер да не слушате на YouTube од The Voice of Macedonia. Добра ноќ и пријатен викенд ви посакува вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.